Добар ден, пријатели, и добро дојдовте во уште една рубрика Прашање и одговори со Јосиф. Веднаш ке почнеме со одговорите. Од Маријана која што прашува: знам дека вежбањето го подобрува расположението и помага да се избориш со депресија, но дали постои некое кое е најефективно и што доколку не можеш да вежбаш? Маријана, одлично си слушнала дека вежбањето подобрува расположение затоа што се лачат ендорфини, допамин и така натаму, оние хормони на среќа, но најмногу она што помага, она што јас истражував и најдов дури и научна студија е болдеринг, односно качување по карпа и танцување, затоа што доколку можеби вежбаш некои рутински спортови како фитнес, не знам, можеби пилатес и така натаму, кај што нема многу оптеретување на мозокот, тогаш се уште имаш време да мислиш на твоите проблеми, но доколку си на болдеринг, односно качување на карпи, бара огромен фокус, пред се да не паднеш од карпата, второ раце, нозе да координираш и со сето тоа комплетно се исклучуваш од проблемите и лачењето на ендорфинот доаѓа до многу голем израз. Тука си нормално танцувањата, а она што ме праша доколку не си во можност да вежбаш, тогаш секако исхраната би требало да ти биде во ред, макар и да вежбаш, затоа што и текако исхраната влијае на сигналните механизми, односно лачењето на хормоните. Кога зборуваме за расположение, тука најмногу треба зелено листести, јатки, значи генерално омега-3, витамини Б, селен, магнезиум, калциум, тоа се минералите кои што ќе го покачат расположението.